Веројатно сте чуле за Универзитетското студентско собрание, УСС при УКИМ, УКЛО или УГД. Но што точно представува, како функционира и зошто воопшто постои? Прво, да одиме на ниво на факултет. На секој факултет во Македонија има факултетско студентско собрание, скратено ФСС. Тоа е тело избрано од студентите на избори што треба да бидат тајни, непосредни и демократски. Секој студент има право да гласа и да се кандидира. Избраните членови на ФСС ги представуваат студентите пред органите на факултетот, во деканатот, наставно-научниот совет, но и комисиите за квалитет, дисциплина и еднаквост. Например, кога на една студентска група професорот не сака да им го премести терминот за предавање, представниците на ФСС треба да го кренат гласот во името на студентите. Факултетските собранија понатаму испраќаат по двајца делегати во Универзитетското студентско собрание УСС. Ова е највисокото студентско представничко тело на универзитетот. Председателот на УСС се избира од редовите на самите делегати на тајно гласање. УСС има своји седници, одлучува со мнозинство гласови, подпишува акти, предлага проекти и програми и делува преку комисии. Например, Комисија за финансирање, за студентски стандард, култура, дигитализација и друго. Студенти кои не се делегати може да се приклучат во комисиите преку јавен повик. Членовите на УСС ги представуваат студентите и во Сенатот на универзитетот, ректорската управа, универзитетскиот совет и други тела. Тоа значи дека студентите седат и одлучуваат на иста маса заедно со професорите, деканите и ректорите. Секоја година УСС добива сопствен буџет кој изнесува 15% од вкупните средства што ги уплаќаат студентите преку таксата за културни и студентски активности ИКСА. Постои студентски правобранител, тоа е лице што треба да ги брани правата на студентите во случај на неправилности. Секој факултет има свој, а има и правобранител на ниво на универзитет. Минатата година се формираше националното студентско тело во кое членуваат председателите, представници од универзитетите од Скопје, Битола, Штип, Тетово. Меѓутоа, ова тело се уште нема добиена правна форма, за што се потребни измени во Законот за високо образование. Студентите не беа од секогаш организирани на ваков начин. Оваа форма на студентско представување е резултат на измените на Законот за високо образование од 2018 година. До тогаш постоеа студентски парламенти. Тела кои со години беа критикувани за нетранспарентност, неактивност и политичка зависност. Незадоволството кулминираше во 2014 година, кога се формира движењето Студентски пленум. Прво неформално здружување на студенти кои организираа протести, блокади, јавни дебати и притисок кон институциите. По неколку години активизам, во 2018 година, студентите успеа да издействуваат да се укине парламентот и да се воспостави нов модел со цел да има демократско, транспарентно и инклузивно организирање. Овој систем треба да предвиди поголема застапеност, отчетност и независност на студентските тела од политичките влијанија. Правото да се организираат и каналот преку кој може да го направат тоа постои. Каква ќе биде неговата вредност и сила, зависи од студентите.